Граѓаните од Јужна Калифорнија го прославија почетокот од 2024 година и укинувањето на законите што ги оддалечи од булеварот Витиер, иконската дестинација за крстарење во источен Лос Анџелес. Лорен Кинонс се сеќава дека било одбиена за овој Шевролет Белер од 1957 година. Мојот сопруг и јас крстаревме со нашиот спуштен Белер, а потоа ни беше одбиен пристапот до јавната улица, булеварот Витиер, која е наша заедница. Сакавме да крстариме по јавната улица и ни рекоа не е дозволено за ниски автомобили од одделот на шерифот. Кинонес започна петиција за укинување на локалната уредба со која се забранува возење на ниски олтајмери. Откако повеќе заедници ја подпишаа петицијата, законот беше променет. Адвокатот, но и возач Џо Ајала вели дека законите што ја таргетираат претежно латино заедницата на ниски автомобили потекнуваат од расни стереотипи и нема никаква врска со автомобилите. Нема друга држава што има ваков закон. Нема причина за јавна безбедност. Не постои механичка причина дека градот или округот треба да се грижи, дека државата треба да се грижи за тоа, освен луѓето кои ги испуштаат автомобилите и имаат тенденција да имаат автомобили кои се малку поприспособени. Ако сакате да ги држите надвор од вашето соседство или градот, ќе ги казните, ќе донесете закон и полицајците ќе почнат да го спроведуваат. По Втората светска војна, ниското возење се разви како културна алтернатива на американските олтајмери, кои беа редизајнирани да бидат повисоки и побрзи. Дени Сандовал е професорка по Чикана и Чикано студии на Државниот универзитет во Калифорнија, Нортрич. Тоа беше можност за мексиканските американци да почнат да возат. И мислам дека она што навистина е важно е размислувањето за тоа како за Блек и Чикано. Само во својот автомобил си го исполни американскиот сон. Да можеш да возиш по булеварот во тоа време значеше дека си некој и нешто. Не само како поединец, туку и како заедница. Укинати се законот од 1958 година со кој се ограничува колку ниско до земја може да се возат автомобилите на јавните улици и законот од 88 година кој дозволува градовите да го забранат крстарењето. Се уште незаконски во Калифорнија е користење на хидраулика за спуштено возење. Бигероб Морено доби новогодишна казна за небезбедно возило и возење возило со активирана задна хидраулика. Не знам што да кажам. Некако е разочарувачки. Може да кажат, во ред ќе ти дадам предупредување. Предупредувањето би било фер, но казна, колку ќе чини ова? Најголемата организација за спроведување на законот во Калифорнија се спротистави на законодавството што го промени законот. Во соопштението на Сдруженијето за истражување се вели дека овие одлуки најдобро се носат на локално ниво, врз основа на уникатните околности и приоритетите на нивната заедница.